Беше тоа на 28 декември 1895 година, кога во Париз, во просториите на Гранд Кафе, браќата Луј и Огюст Лимиер организираа прва филмска проекција. Тоа беа првите подвижни слики во историјата, кратки филмови. Оваа филмска представа предизвика воодушевување кај публиката и се смета за датум на раѓањето на кинематографијата. Само 10 години подоцна, битолските браќа Манаки, Јанаки и Милтон го снимија првиот филмски кадар на Балканот. На 28 декември 1943 година во селата Прждево и Клисура кај Неготино, партизанскиот баталјон Страшо Пинџур ги нападна германските делови за врска и деловите за противавионски извидувања. По куса борба кај селото Прждево загинаа 7 германски војници, додека нападот врз селото Клисура не успеал поради интервенција на бугарските единици од Кавадарци и Демиркапија. Беше тоа на 28 декември 1944 година, кога во Скопје почна 3-дневна работа на второто вонредно заседание на АСНОМ, кое траело до 30 декември. Во документите е познато како прво вонредно заседание поради деловникот според кој редовно заседание на АСНОМ се свикувало на 6 месеци, а од првото историско заседание одржано на 2 август Илинден 1944 поминале само 4,5 месеци, но сепак, според својата суштина, ова било второ редовно заседание. На 28 декември 1944 година во Скопје почна да работи Радио Скопје на куси бранови од 50 метри на македонски јазик. Првата емисија што емитуваше беше преносот од второто вонредно заседание на АСНОМ. Беше тоа на 28 декември 1997 година, кога долготрајните недоразбирања во австралиската епархија на Македонската православна црква во Мелбурн кулминираа и со масовна тепачка меѓу приврзаниците на спротивставените страни пред редовната богослужба во Македонската православна црква Свети Ѓорги и Пресвета Богородица во мелбурнското предградие Епинг. На 28 декември 1961 година во селото Жилче Тетовско е роден Бошко Ѓуровски, македонски и југословенски фудбалер и тренер. Својата кариера ја започнал во фудбалскиот клуб Тетекс од Тетово, а настапувал и во фудбалскиот клуб Црвена звезда и Сервет од Швајцарија. По крајот на својата играчка кариера работел како тренер и асистент во повеќе клубови, а од 1 јануари 2014 до 7 април 2015 година бил селектор на фудбалската репрезентација на Македонија. Беше тоа на 28 декември 1988 година, кога во Прилеп почина Рампо Конески, еден од доајените на театарската уметност во Македонија, прв директор на Народниот театар Војдан Черноденски во Прилеп. Роден бил во 1916 година. На 28 декември 2001 година почина Џемел Максут, македонски театарски и филмски глумец. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје на групата за англиски јазик во 1964 година. Бил член на турската драма во Театарот на народностите во Скопје од 1953 до 1991 година, кога се пензионирал. Има забележителни постигнувања и на филмското платно, како и на сцените на други театри. Починал во Скопје на 28 декември 2001 година. Во јавноста Максут е најзапаметен како црна арапина, соперникот на јунакот Крали Марко. Беше тоа на 28 декември 2001 година, кога почина Атанас Ацел Петровски, македонски филмски режисер и продуцент. Од 1945 година вршел одговорни функции во конституирањето на македонската кинематографија. Тој е еден од организаторите на првата македонска независна филмска продукција во 1968 година. Во 1976 е именуван за прв директор на Кинотеката на Македонија, каде што останува до пензионирањето во 1985. Режирал околу 20 документарни филмови, меѓу кои и Великденски адети, Ганечка свадба, Стара чаршија, Дервиши и Тенда.
На 28 декември 2010 година во Скопје почина Атина Бојаджи, македонска маратонка во пливање. Уште на 11 годишна возраст успеала да ги собори сите македонски рекорди во пливање на кратки патеки. Таа е најмладиот шампион на Охридскиот маратон. Била светски шампион во маратонско пливање на сладки и солени води во 1962 година. Врв на нејзината пливачка кариера е препливувањето на Ла-Манш на 9 септември 1969 година и со тоа останува единствената македонка која го остварила овој успех. Беше тоа на 28 декември 2020 година, кога по долго боледување во Скопје почина неговото високопрештенство поранешниот митрополит Европски Гораст. Роден е во Стрезовче, Кумановско на 21 септември 1934 година со световно име Боголюб Димитриевски. Во 1994 година со формирањето на Европската епархија назначен е за прв митрополит на епархијата, каде што останува се до неговото повлекување во 2006 година. Неговото вечно почивалиште се наоѓа во манастирот Свети пророк Илија, Чардак, кај селото Мирковци, Скопска Црна Гора.